Разговараме со Милан Павлов, кој е пилот на Арама. Во продолжение ќе ги дознаеме позитивните и негативните работи на оваа професија. Добар ден, Милан, како изгледа еден твој работен ден? Добар ден и на вас. Значи, после доаѓањето на работното место, прво што правиме, имаме извршна подготовка, каде што со нашите први пилоти, што се одговорни за летањето, ги договараме сите задачи, сите процедури, што треба да се изврши, која задача, на кое место се лета, се даваат конкретни задачи и потоа се упатуваме кон стајанката моментално каде што се наоѓаме, кон хеликоптерите, на подготовка на хеликоптерите, влегување, стартување и започнување со задачите. Седнуваме на своите места, таму седи првиот пилот, овде вториот пилот, техничарот во позадина и заедно го стартуваме хеликоптерот. После стартување вршиме проверка на сите инструменти, на моторот, на притисоците и температурите и во координација со контролната кула на летање што е, бараме дозвола да поаѓаме, да полетуваме кон нашата рута или дестинација што не е во план. Кој ви дава координација, каде да летате, која рутина, колку време, со кого разговарате додека сте на небо? Додека сме на летање, прве ние се координираме меѓу себе, потоа за дозвола за полетување, за одење кон зоните, имаме координација со контролната кула на летање што е на цивилниот аеродром. Ние ден претходно или во утринските часови ми испраќаме планови што сакаме да летаме и после полетување на одредени места во одредено време се најавуваме дека сме стасале, дека сме извршиле задачата и бараме дозвола за да се враќаме назад за слетувањето. Кои се позитивните, а кои негативните работи во оваа професија? Позитивните страни на оваа професија е тоа што имаме привилегија да бидеме едни од малкуте што ја извршуваат оваа професија, да станат пилоти, да имаат посебно чувство да бидат во воздух, да можат да бидат слободни, да со широк опсег на размислување, со голема одговорност и негативни страни се што никој не сака да се случи, например, некој квар за моторот, за хеликоптерот или било што. Значи, генерално има многу позитивни, многу негативни страни што може да се објасни. Дали е тешко да се стигне до оваа ниво на кое што си сега и зошто ја одбра оваа професија? За да се стигне овде треба многу пожртвуваност, многу голема посветеност, многу време. Обуката траеше 1,5 година, 18 месеци во Центарот за обука на пилоти, каде после завршувањето се префрламе во составот на АРМ и на конкретните работни позиции како пилот. Оваа професија ја одбрав бидејќи представува една од врвот на секој човек, како за мене, како ентузијаст, да имам професија која ќе се разликува од останатите, каде што ќе можам да го покажам мојот потенцијал и да помогнеме колку може на населението, на државата, да направиме некои позитивни работи и да оставиме белек. Колку време служиш на нашата држава и дали има некој посебен момент кој што би сакал да го издвоиш и која е најтешката работа со која што се имаш справено во склоп на пилотирањето? На државата и служам од 2014 година, кога стапнав во редовите на армијата како офицер од родот пешадија. Потоа од 2017 година се префрлив од пешадија кон воздухопловните сили за да станам пилот. А работа која како најтешка што сум ја осетил до сега е тоа што треба многу труд да посветиш, многу време, многу непреспиени ноќи за да можеш да го достигнеш врвот каде што сум моментално сега. Преска имавме прилика да ги видиме и стимулаторите овде. Ајде малце подетелно да ни објасниш за нив. Симулаторите служат за одржување на тренажи и подобрување на квалитетот на тренажниот процес на пилотите, каде што можеме во нив да ги пробаме сите оние постапки, вонредни и редовни постапки кои што не можеме да ги извршиме во воздух, како на пример со отказ на еден мотор да летаме со еден мотор, да имаме отказ на некои системи
каде што во реални ситуации ќе мора многу брзо да изреагираме за да можеме безбедно да го доведеме воздухопловот и самите ние на земја и да се отстрани. Дали е тешко да се биде пилот? Јас имав прилика да влезам сега внатре, има толку многу дугмиња, прекидачи. Зошто служат сите тие? Сите ги користите за време на возење? За време на летањето се користат поголем дел од прекидачите што ги видовте. Не е тешко да се стане пилот, само треба да си истрен, да си упорен, да се стремиш да го оствариш она што си го зацртал и ќе нема препрека што нема да ја поминеш. Како дојде до идејата да станеш пилот? Дали ова ти е желба уште од мал или Желбата за да станам пилот уште ми од поодамна, но бидејќи во нашата држава немаше центар како сега што го имаме моментално, која ќе те школува, која ќе те донесе до оној степен да станеш воен пилот, се отвори конкурсот, јас аплицирав, после строгата селекција започнавме со обуката, поминавме елементарна, основна и напредна обука и потоа не завршивме како пилоти на армијата. Дали ова работа бара 24 часовна посветеност или си имате и работно време? И еве за крај да упатиме и апел до сите млади, зошто кој е примерот кој што ќе го насочите, зошто би требале да се насочат кон оваа професија? За оваа професија ние имаме работно време од 8 часот до 16 часот, но по потреба има екипи што се на приправност во случај на било каква непогода елементарна, за пожар, за спасување на некои повредени лица или за елементарни непогоди каде што се повикуваат тие лица, доаѓаат на работа на своите обврски и се насочуваат кон извршување на своите задачи. До младите можам да упатам апел дека оваа професија е едно од елитните, едно од најдобрите професии што може да ја изберат, да се издвојат од останатите и да ги следат своите сонови, своите идеи, зацртани цели, да бидат сам упорни кон достигнување на истите.